Добар ден, добре дојдовте во уште едно издание на Никој да не зна. Ова е 103-тото издание и последно во живо во оваа прва сезона на Никој да не знае. Се надевам дека паролата е веќе научена. Значи, никој да не знае, освен јас, вие и таа, нашата гостинка. А која е таа, ќе ви кажам неколку збора пред да ви ја најавам. За нејзиниот безпрекорен настап на големата сцена не стои само талент, туку стои музичко образование и животна приказна, исполнета со многу борби, препреки, но и неизмерна љубов кон музиката. Таа е оперска пејачка, мецо-сопран, иако нејзиниот темел е класичната музика, таа храбро чекори и во поп и во народна музика, докажувајќи дека добриот глас нема граници кога се пее од душа. Слободанка Танева во студиото на Телма и мене ми е особено задоволство кога луѓето кои што еднаш веќе беа во оваа прва сезона, некако како да им пуштивме среќа во тие големи надпреварувања, да бидат таму и препознаени и да ни донесат награди. Здраво, живо и честитки, вака и официјално за третото место на Хајп звезди. Да. Ако те прашам, ги прашувам сите, очекуваше, веројатно не би се ни пријавила ако не очекуваш нешто да се случи, така? Да, искрена да бидам, Кате, ништо не очекував. Ништо не очекував? Ништо не очекував од причина веројатно затоа што не сум човек што многу очекува, па да. Па најчесто се разочаруваме така да се си одеше на најприроден начин да речам и ете. Да. Дојде крајот и задоволна сум. Некои работи од рилови, нешто што сум зирнала, нели, затоа што нели YouTube беше единственината можност за да можеме ние овде кои што немаме можност нели да гледаме тоа, тие Хајп звезди нели во живо, гледав дека коментарите таму, особено Аца Лукас, поправи ме ако грешам, мислам дека и во риловите го видов, дека ти симнуваше капа, дека зборуваше, имаше најповолни зборови, да речеме, во текот на сите овие, не знам колку веќе беа. За ова сакам да кажам одма, не беше само за пред камери. Таа ситуација беше и во бекстејдж. Таквиот однос, мислам, за мене зборува многу. Многу, затоа што пак ќе речам неочекувано. Али можеби не сме свесни тоа што го имаме и што го даваме и како го гледат другите. Можеби не сме свесни како го пренесуваме уствари за да очекуваме било каков коментар. Да. Еден од коментарите на Аца Лукас беше што ќе те оценувам кога ти си прекрасен пејач. Такви некои за мене непријатности, у смисол не знам како да изреагирам. Не знам како да изреагирам кога никој ме фали толку многу. Точно, да. Но глобално ако земам од целото жири, навистина од сите сум задоволна. Мислам, супер поминавме. Да, супер. Знаеш што ме интересира? Ме интересира сега кога нели очекувањата се едно, таму во едно интервју имаш кажано дека имав проблем со самодовербата. Да. И сега таа сцена, голема сцена, веројатно ти требаше за да го искушиш, како се велат, кога ќе те пуштат во оган, тогаш немаш каде и мораш да се снаоѓаш. Така, нема друго, нема избор. Така, тогаш гледаш колку е тоа многу големо и колку ти треба да бидеш внатре, така и да се бориш со сите стравови. Да. Искрено нешто што не се опишува лично, мислам, од моја страна, бидејќи самодовербата се уште стои дека ја немам. Сега не целосно, но ја немам. Она која што така ќе биде темел и ќе отвара врати. Ама кога сме на таа сцена голема, нема излез. Едноставно се представуваш таков каков што си и на крај излегуваат дали позитивни или негативни страни, но ете кај мене беше се во ред. Да. Колку имаше можност твоите, не знам, пријатели, другарки, не знам, да те придружуваат таму, како беше, нели, сега овие звездите на Гранд, знам дека може и другари да се понесат, луѓе кои што ќе им беа, како подршка, како да кажам. Како беше во овие? Имав доволно подршка, у смисол, првиот пат мој другар, вториот пат, да кажам, бев сама. Јас избрав сама да бидам и третиот пат исто. Веќе тука се случува полуфинале, четврти или пети круг, колку што сега се сеќавам. Тука исто имав придружба и за финалето, нели, дојда и моите родители. Сега кога сме кај твојта, си рекла, еве вака, велиш, тие се секогаш покрај мене, во секој тежок момент, во секоја победа и во секоја солза, без нивната љубов, подршка и вера во мене, многу работи немаше да бидат исти. Тие ме научија никогаш да не се откажувам и секогаш додам напред без разлика колку е
тежок патот. Имало многу тешки мигови, разочарувања и борби, но имало и прекрасни моменти што за секогаш ќе ги паметам. Аплаузи, емоции, преубави зборови од публиката и чувството дека преку песната успевам да допрам до луѓето. Така е. Да. Се е така како што сум кажала на некој интервју. Имаше солзи, имаше очекува, нели, ајде добро, ти очекувањата не ти бил, нели, не знам, не очекував ништо, ама дали ти очекува, дали ти рекоа ништо барем пред финалето? Само да го исполнам тоа што ми е работа. Не ми рекоа мораш да победиш, далеку од тоа, значи такви родители се поздрав до нив. Да. Кажи ги со име и презиме. Вера Танева и Атана Станев. Ете, поздрав мама и тато, да, никогаш не сме ги поздравиле вака. Да. Како скромни луѓе се, пред се, мислам тоа ќе си го кажам и секогаш нормално ја имам таа поддршка. Позитивната страна, многу пати си имам соочено со работи што може би како дете не можам да ги издржам, но тука биле, нели, да кажат дека тоа нема да стои цело време така, ќе се сменат работи. Ќе се сменат. И се поддршка до ден денес. Така е. Така е, супер, супер. Кажи ми само, вамо има, например, во Звездите на Грант има ментори сите. Вие одевте сами во учење на песните, како? Некој помагаше? Како беше тоа? Ние имавме ментор, продуцентот, Зоран Сотир. Да. Со него имавме проби. Потоа тие проби исто така и беа снимени, мислам. Можевте да ги преслушате и така натаму, да? Во смисол можеше секој да гледа процесот на самата проба. Да. И потоа излегувавме на сцена, веќе сигурни. Да. Да ти кажам дека не знам ти кога осети дека е навистина конкуренцијата голема, имаше одлични таму луѓе кои што прекрасно пееа, така е. Предобри. Да. И сега во тоа финале, кога се дојде до финалето, прво, нели доаѓањето до финалето беше веројатно тогаш свати дека некаде ќе биде финал. Јас позади сцена некако за сите. Добро. Морам да го кажам, ова е баш интересно, уште не сум свесна. Бев нон-стоп со таа реакција, леле, како ќе биде, што ќе биде, како ќе испеам. Таа самодовербата што уште ја немам, така нешто. И сите некако ме гледа, мислам, чудно, што е со девојчево. Да. А гледа дека умееш да пееш, зошто така се однесува, добро. Зошто? Тоа е, например, ти го манифестираше тоа со трема, као не знам што ќе биде. Повлечена на страна бев, не се дружам многу со сите, озбилна сум и така натаму. И еве неколку од моите колеги кандидати баш добро ми имитираат. Седи као цело време на страна, уфилена, таква тажна, излегува, вика на сцена и се пали. Ете, тоа не може да го сватат и јас искрено, јавно ќе кажам, не можам да сватам што е. Така да, тоа ете. Да. Сега, морам да те прашам, минатиот пат кога беше во исто студио, нели, пред да кога тргна некаде работата, тоа беше после аудициите и твоите тргнувања во Хајп Звезди, нели, тоа беше поминувањето твое на аудиција. Рече дека еден од твоите сонови е сепак да ти се случи да станеш сопран и да бидеш оперска пејачка. Тоа си стои. Дали се? Да, не се смени ти работите. Не може да се смени. Во твојата глава не. Не може, мислам... Љубов е љубов. Тоа е тоа. Да, сум се вложила за... Не само што сум се вложила, го чувствувам. Немам можност, искрена да бидам, се уште. За сега? Да, за сега, но се надевам. Значи, надежта не умира. Колку, секако дека тоа помага многу. Но велат дека можеби некогаш и одмага. Или има начин на пеење оперско, има начин на држање на... Да, го имам испомнато и друг пат. Различни техники, различни поставки и така натаму. Да. Едно со друго е многу тешко да се контролира. Значи, забавна музика, поп, народна и опера и секој друг жар. Да. Кога требаше да избираш песни, беше баш на вас оставено, Сиги Давид не беше во исто во студио, тој си имаше своја некоја шема како одел по шемата да биде и така натаму. Во последниот круг знам дека сакал и некој друг Здравко Отоше Проевски да пее, пардон. Да. И вика јас сакав да го приварам, да го притркам да пријавам, за да нели, а потоа имаше и на самото финал. И јас се поклопив со друга кандидатка за едната песна. Ја пее в Бато од Калиопи. Но имаше тука некои
разговори дали би сакала јас да се откажам или може би другата кандидатка и после продукцијата одлучи дека може двете да ја пеат истата песна со тоа што нема да сме нели во издуел. Така е, да. И така излезе. Така е. Кога сме кај дуелите пак исто така е секако, како да кажам, и тоа е некој тип на докажување и пред себе, и пред публика, и пред се. Веројатно твојата не само доверба, како да кажам, е се додека застанеш на сцена. Да. И таму е веќе се поинаку. Тоа го кажав сега некаде на социјалните мрежи. Од финале во што јас го поминав, не сум задоволна максимум. Добро. Она што уствари ја можам да го дадам, но тоа се моменти што еве не можат да се опишат. Жив глас е и така натаму. Како што не беше задоволна? Па можеби во тоа целодневното чекање последни бевме со... Да, веќе си уморна, веќе си така. Веќе концентрацијата бега на некој начин. Сепак захтевни песни пак сум одбрала и така натаму. А и самиот притисок дека е финале. Така е, така е. Но не правиме некои драстични, страшни грешки, но тоа што можам, ете, да го дадам, можеби сама си гледам, нели, грешки, нормално, секој си ги знае своите грешки, и ете, не бев скоро задоволна и сум искрена, и затоа мислам си се објавив самата дека нешто повеќе да очекуваат сега од мене. Кога сме кај очекувањата сега од тебе? Што очекуваш ти од самата себе? Ајде од таму да почнеме. Па мислам дека некако се искристализираат работите, некако почнаа луѓето повеќе да те бараат, да имаш настапи, веќе велиш цел месец е полн со настапи. Се надевам дека умееш да изградиш самодовербата барам во тој дел, да се, како да кажам, да не биде за сумата за која што сте пееле предходно. Значи малце да биде тоа пораснати суми, така е. Па за тоа и беше борбата, за тоа беше битката. Па да, јас и со таа мисла тргнав, значи тука во нашата Македонија малце да се дигнеме. Да се тргнат, така е, да мрднат работите. Сега е, фала Богу, се во ред. Во смисол, се јавуваат, еве, имаме и емисии веќе најавени и... Чекај да колку имаме уште минути. Сакав да те прашам да ми објасниш она што ми го кажа. Значи, викаш, сите гледаат таму во големиот плазма телевизор, само јас не гледав кога беше гласањето. Тебе ти беше страв или што ти беше? Што ти беше? Помина веќе се и ти или не очекуваш или викаш што биде тоа, ја не гледам. Да, баш така, погоди, значи пред се целта ми беше само да помине пеењето. Добро. Потоа пак имате тука некоја тензија сега. Да. Кој како, што, колку има гласови. И баш дека гласањето е како на Евровизија. Јас седев пред телевизорот позади што се гледат. Така е, да. Ама не го гледаш, значи телевизорот е зад тебе. Добро. И сосема друга слика има, други очекувања. Ма као јас да не сум со сите овде. Така, гледам право. И потоа дури кога веќе дознавам дека сум трето место, ја уште не знам. Добро. Од продукцијата напред, ме гледа, што правиш, седиш уште? Па викам, што да правам? Па ајде имаш награда. Леле. Така беше. Да. Значи, не сум очекувала или не знам што ми било во тој момент. Мене ми беше целта само да помине настапот како треба и тоа е тоа. Јас пак ќе бев и задоволна и без награда. Бидејќи во тек на целото шоу почна работите малце подруги да бидат во Македонија. Да, во однос на настапи. Така е, да. И нови повици од нови локали, повеќе луѓе запознавам, соработки правам и така натаму. Да. Велиш во едно интервју, сега да не барам, ама ќе те парафразирам, некаде од прилика секогаш сакам да биде емоцијата таа, значи некаде баладите или тие песни во кои што може да покажеш што носиш во себе се тие кои што така најмногу ги сакам. Па да. Се пронаоѓам во баладиве, Тоа е тоа. А тие се пак многу, како се вика, захтевни, како немите, многу бараат од еден интерпретер. Затоа што треба да го пренесам тоа на самата публика. Но има тука еден момент каде што јас самата се приметив дека и брзиве песни добро стојат. Например, јас од Маја Джеклиевска испеав 3 песни во целиот процес на шоуто и тука си се видов дека има и доста брзи песни самата пејачка и видов дека можам би
И на тие таа да ги... страна, да, и Така. добро звучи. Да. Во однос на она што го правиш како настапи, колку се тамо, колку е сега, нели, да речеме, го шириш репертоарот после ова, Да. веројатно виде што е она што ми лежи, можам и Така е. друго, можам и да внесам нешто ново, така. Веројатно и ќе бара публиката, затоа што нели едно е кога ќе се појавиш со такви некои мелодии, рилови се тука, социјални мрежи тоа го прават и луѓето гледаат. Сега да не давам збор. Добро. Далеку сум, например, од она што се случува сега да ми побарат и да Апсолутно, немам ништо против жарот, Така. но турбо фолк не пеам. Народни наши песни, Македонски апсолутно, изворни, така е, да. Тоа да речам при крај од некоја забава и така натаму. Но овој другиот жар не. Сега дека се шири репертоарот, песни што сум мислела дека јас не дека не можам да ги испеам, туку не се гледам во нив. Сега апсолутно сум се ослободила веројатно и звучат супер. И има реакција од народот. Да. Може да кажеме кој е бендот кој што те придружува, заради тоа што се тие момци кои што нели не забораваш на нив и покрај третото место на Хајп звезди, нели? Не е тоа сега јас усвоив како беше тоа и не ве познавам више. Не. Они ми се, мислам, ние сме еве Наталија Данаилова и Билјана. Поздрав до нив. Имаме соработка. Значи, дали јас имам пример, јас цело време одам со моето презиме и мои свирки ги закажувам. Доколку они се слободни, у соработка сме да дојдат. Да дојдат како гости, како така. Мислам како бенд. Како бенд. Да ме придружуваат. Супер. Така да Кру се бендот што еве работам со нив, кога можат. Да. Така да и нив ги поздравувам, баш денес сме заедно на свирка. Супер. Така, тоа е. Добро. Од трите песни од Маја Оџаклиевска, ќе пееш една сега, така? Може, да. Многу солзи. Може. Написе водичка, имаме 25 секунди, а вие уживајте. Vrati mi ja mladosta, zlatni pesni radosta. Се надевам дека уживавте со многу солзи, овој пат во изведба на Слободанка Танева. Ако не сте ја видела, таа освои трето место на
хајп звездите и тоа и донесе веројатно многу повеќе самодоверба, а у нашите очекувања, односно моите и на публиката овде се дека нема да не разочара во однос на изборот на песни. И она што е следно, заради тоа што ми се чини дека последното прашање од претходното интервју беше кога е нова песна твоја? И сега ќе биде следното прашање. Да, кога? Така беше тогаш. Ти рековте, молам, не оставај само да биде тоа кавери. Значи, не оставај да не оставиш нешто за себе, освен каверите, како настапите, како нешто. Да, и јас самата се трудев на некој начин, ама еве кога периодот помина, сите снимања на хајп и можеби ќе кажам дека работите сами си се прават. Спремаме нова песна. Одлично. Само ќе откриам дека ќе настапувам на Охридфест. Одлично. Па мислам дека еве имаме понудено исто така песна и спот од продукцијата. Да, тоа го знам. Сите финалисти добивте. Сите финалисти се изненадивме баш позитивно и ние мило на сите, така да полека почнува и за таму да се спрема, треба пак да се патува до Белград. Добро, значи ќе има нешто и таму песни, така? Да, ќе има. Да. Како те прифати таа публика таму? Тоа ме интересира. Видов дека тука беа одма и луѓето со камери и со микрофони, нели, за интервју и така натаму, но едно е тоа, а друго е потоа да те прифати публиката во однос на настапи, во однос да те бараат, во однос да договориш свирки. Па има нешто сега во најава здравје за септември, две свирки во Белград. Не го осетив моментот многу од таа публика, бидејќи, нели, сепак е, не е тоа баш така да можеш да ги видиш реакциите. Така е, но се што беше околу мене, видов дека е навистина. Мене ми е пред се убаво чувството. Некои работи се за прв пат за мене, бидејќи не сум ги имала претходно. Сега кога ги искусив, сватив дека навистина има и убави работи во животот. Не е само негативно. Така е. Потоа, што? Ке следат песни и ке следи веројатно албум, тоа се работите? Пак ќе речам, не сум размислувала за албум, бидејќи или сум блиску, или сум далеку. Нешто уште не знам. Да ја спремаме сега првата песна, на неа се работи. И потоа да видиме понатаму како ќе одат работите. Да. Кога имаш такво искуство, кога имаш зад себе музичка академија, кога имаш уво, имаш моќен глас и така натаму, веројатно треба и да размислуваш за тоа што ќе прифатиш. Така да кажам, нели, мораш да бидеш многу сериозен во одлуката да не прифаќам се по секоја цена, заради тоа што веројатно и таму можеш да лизнеш многу брзо. Јас искрено да бидам пак и во овој муавет, во тек на целото шоу, не знам колку само и пораки и повици од луѓе што јас не ги познавам, ми стигнуваа на телефон и се уште има понуди за песни, за само текстови, па музика некој друг. Извини, македонски или и српски? И не се ни српски. Не знам веќе. У смисол, наши се македонци живеат некаде. Добро, супер. Така да, мило ми е што ете. Така е, препознале, виделе. Слушнале и така натаму. Ке видиме што ќе се случува. Нели, најблиско нешто што ми беше овде и што ми падна на душа и на уво, беше сега песната што ја спремаме за Охридфест и затоа одлучив прва неа да ја снимиме. Одлично. Па ќе видиме. И кога е кај снимање во студио, колку пак таму имаш самодоверба? Морам да те прашам. Колку си таму своја на своја? Таму е снимање, никој не ме гледа, ама пак јас сум самиот, веројатно самата најголемиот, како да кажам, судија, заради тоа што и во исто време можам да си правам и проблеми. Знаеш, ме разбираш што ти кажам. Никогаш нема да бидам задоволна од тоа како излегува. Нормално. Од моја страна тензично ми е. Да не си близнак ти во хороскоп. Не, лав сум во хороскоп. Зашто во со близнаците ке сватам, едни од вамо, едни од натаму. И сама сум во просторијата кога снимам и пак сама си правам тензија и јас не можам да се опишам. Но не смета тоа апсолутно на она што јас го снимам, го пеам. Така, кога си задоволна, знаеш? Мислам дека веќе на финалното. Кога ќе биде се, кога ќе тргне се и кога ќе речеш... А не сум човек што може да загледнува на секој детаљ. Бидејќи веќе таму сметам дека тоа е оптеретување на тој што го работи во исто со мене.
Финалното ми е најубаво. Одлично, одлично. Ке биде балада ова што ке пееш? Смееме да знаеме или не смееме? Може. Ке биде балада. Супер, добро. Процениле убаво луѓето од Охрид Фест и понудиле нешто што ти лежи. Да. Кажи ми само, има една оваа песна што ќе ја чуеме на крајот, ама сакам да ја слушам приказната заради тоа што веројатно секој од нас никогаш плачал, никогаш се смеел, никогаш му било убаво, а никогаш не најубаво, нели? Од оваа моја последна и прва љубави. А зошто баш таа? Заради тоа што веројатно се измишани емоциите секогаш кога е таа песна во прашање, нели? Заради тоа што Тереза е на вистина човек кој што е интерпретатор, како да речам, пар екселанс и така натаму, и кога ќе ја слушаш таа изведба, викаш дали може да се повтори нешто вакво. Навистина голем залак, нели, за секој некој кој што ќе се нафати тоа да го направи. И стварно е голем залак, реално. Како одеше со помошта околу таа изведба, околу таа учење на таа песна, да речеме? Јас песнава, уствари ја одбрав, од причина дека не сум имала прилика до сега никаден да ја испеам. Добро. А си ја пеела? Да. Како малетка? Да. Значи, од кога ја знам песната, тогаш, мислам, од тогаш ја пеам. И сега кога сватив дека имам прилика нешто такво да испеам, а да не е исто како нормално, мислам, никој не може нели да биде ист како оригинал и така натаму, реков ова како сака нека биде, јас ќе го испеам. Добро. Така да целиот процес на спремањето не беше така едноставен. Многу треба се внимава, посебно на такви песни во смисол од такви пеачи и така натаму. Мислам, треба да ти е непријатно нешто ако испееш по свое, мислам, ние пееме по свое, току да не му се замараш на целиот тој процес, па да излезе онака ја испеа. Да. Баш напротив, имаше многу работа у песнава. Да. Колку си задоволна од публиката, особено социјалните медиуми? Многу дигна нешто публиката на таа песна, од неа најмногу добив публика. Да. Дури неочекувано, стварно за таа песна неочекувано, ама ете веројатно е толку голем хит, толку многу имат љубов кон таа песна и слушна нешто ново. Мислам од некој друг изведувач. Ако не го гледале минатото интервју, само да им кажеме некои работи кои што можеби не ги забележале или не ги слушнале луѓето и не ги прочитале во меѓувреме. Значи, Слободанка е од Кавадарци. Да, уште од мала знае дека музиката е нејзиниот избор, така е. Немаше друго што освен музика. И веројатно патот до средно, па потоа и факултет во Илије Николовски Луј, па потоа и на Музичка академија, беше, велиш, не секогаш поплачен со, како да речам, со убави работи. Значи, имаше и падови, имаше и проблем, имаше и борби. Нормално. Да. Која беше најголемата борба? Имаше момент кога сакаше да се откажеш? Имаше момент? Не сме стигнале до таму. Немало до таму. Борбата првенствена беше тоа што сум оделена од дома, од родителите. Таква борба. Таква борба. Втората веќе ги запознаваш работите во самото школо. Така е. Имаше некои непосакувани можеби ситуации во смисол сега да не се сватиме само нели грешка околу однос со професори, суети, така натаму, така е. Но сето тоа ми даде таква сила да се изградам како личност, да сега можам со се да се соочам и да немам проблем. Да. И сега, кога си веќе подготвена да се соочиш, само да знаеш дека те чека уште исто така борба, заради тоа што македонската сцена има во себе и вакви и онакви, како да кажам, и некои кои што мислат дека се големи звезди, може би и се, но нели, не да претеруваме, но и некои кои што одат напред со дигната глава, а не умеат многу. Има и такви. Да. Значи да знаеш дека сепак борбата е борба, уште. Се соочувам буквално и се гледам. Да. И се сум пак јас како на трапник некој, се на страна тоа пратам, гледам. Како усе. Се шалам. Да. И сега, а знаеш што ми е следното? Зошто не се обидеш сама да направиш нешто? Мислиш дека не си подготвена во однос на песна, во однос на имаш музичка наобразба, имаш нешто што значи уво, имаш можност, клавирот е тука, пијаното е секогаш тука, така на помош. Треба да дојде некој момент, веројатно. Само затоа. Ако седнам сега, например, ќе решам еве ја сега да си направам песна, нели, своја. Оно 100% ќе излезе нешто. Да.
Но дали ќе биде тоа нештото вистинско, дали ќе го почувствувам, ако е од мене, не сум сигурна. Значи, затоа реков, треба да си дојде самиот момент и за тоа. Да. Колку беа? 20.000? 20.000. Иако само беше тоа, нели? Ваучерот кој што го државте на цена. целата табла. Да, целата табла која што ја државте таму на цена. Се уште не ти се. Но сакам да знам, не мора да ми кажеш детали кај ќе ги потрошиш. Ама дали ќе ги потрошиш за музика? Да. Тоа го изјави, веќе го кажав. Дури во Белград на едно од интервјута, пред да знаеме кој како што дали ќе биде од, мислам, со награди. Првото нешто што го кажав е дека сакам да вложам и во приватно школо за музика. Тоа би го отворила? Да. Одлично. Затоа што имаме и пред се многу јаки и добри музичари. Да. Али тоа е сега само како муабет, дека ќе вложам во песна, спотови и така натаму. Да. Така е. Одлично, одлично. И кога сме кај оваа песна, имаме таленти и така натаму. Всушност, па некаде овие 2-3 недели сега некако ни доаѓаат македонците кои што победија на сите регионални шоуа. И муабетот е секогаш истиот. Ние веројатно и не знаеме или не сме свесни доволно дека навистина овде има луѓе кои што умеат да пеат. И уште има. И уште многу има што немаат можност да си се покажат некаден било каде, затоа ако може да кажам, од оваа шоу сум јас презадоволна, бидејќи од повеќе е дадено на самото шоу и во самата организација. И не се откажувајте. Не се откажувајте? Никако. Да. Слободно, пробувајте, затоа што така и ќе знаете до каде сте. Да. Не сумнуваш. Немаме овде извини, немаме овде каде ние да си се покажеме како таленти. Така, единствено е настап. Како ќе се снајде? Така, настап, ќе земам бенд, така и ќе одам ќе настапувам и ако ме види некој и ако некој извлече нешто од мене, тогаш само момент е тоа. Така е. Ако некој ме види. Да. Добро, значи минатиот пат ти посакав да стигнеш многу далеку, а сега посакувам ти да сватиш колку вредиш и следниот пат кога ќе дојдеш да ни кажеш еве сега јас спремам албум комплетен, еден на македонски, друг на српски, така е, ме бараат, имам свирки еден тони таму и овде и така натаму. Се надевам дека до нешто мора да дојде веќе, време е. И за крај на оваа 103-та емисија од Никој да не знае, ја заокружуваме со една преубава песна, иако секогаш беше изборот македонски, ама еве дозволуваме да биде една ваква прекрасна. Мислам дека нема човек кој што не ја знае и нема човек кој што не ја сака. Моја последна и прва љубов, овој пат во интерпретација на Слободанка Танева. Уживајте, драги мои, се гледаме повторно септември. Чао. Jer ti si samo moj, ti tečeš mojim venama, uvedi me u noć, uzmi me i ljubi me iz ovog ludog sna, nikad ne probudi me, za te živim ja, za te umrijeću i sve dok živim od tebi vjeraću. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj život te ljubavi, srećo moja, tuga moja, moja posljednja i prva ljubavi. Zlato moje, sunce moje, dušo moja, moj život te ljubavi, srećo moja, tuga moja,
drugim ženama, a ti si samo moj. Ti tečeš mojim venama, uvedi me u noć, uzmi me i ljubi me iz ovog ludog sna.